Благодарам, ама не се сложувам со вас, затоа што прво проценка на детето со попреченост треба да даде специјалист, педијатар или психијатар, детски психијатар, и сега како мислењето на детскиот психијатар ќе го негира општиот лекар. Значи вака, затоа, бидејќи брзате и вака на мускули ги носите законите, затоа има многу недоречености и понатаму, откако ќе ги донесите, се јавуваат многу проблеми. Точно заради вакво носење на закони со европско знаменце по скратена постапка. Прво сакав забелешка на председателот да му дадам, затоа што дневниот ред го изгласа без да му даде на колешката збор, и ќе ве подсетам, почитуван председателе, кога таков начин на дневен ред се гласаше, вие бевте прв напред, а сега истото го применувате. Каква трансформација на личност, навистина не можам да ве разберам. Понатаму, значи денес зборуваме за предлог на закон за системот за проценка на лица со попреченост по скратена постапка. Носите закони, и тоа пак ќе кажам со европско знаменце по скратена постапка, чија што имплементација ќе биде после 18 месеци, откако ќе се објави во службен весник. Еден ист таков закон, законот за инклузија на децата со попреченост, толку проблеми имаат родителите, што самите кажуваат дека за да запишеш дете во градинка е научна фантастика. Самите родители тоа го кажуваат. Зошто? Прво, им бараат детето да биде вакцинирано. Таму има деца кои што од лекар е кажано дека не смее да прими вакцина. Понатаму им барате на родителите двајцата да биделе вработени. Како може мајката да оди на работа ако нема кој да го чува тоа дете? Закони само за на хартија, а не применливи во реалноста, односно родителите се соочуваат со многу проблеми. Истото сега се случува и со Комисијата за функционална проценка. Не можат да се закажат родителите, 6 месеци треба да чекаат за проценка, за да можат детето да го пуштат на училиште. Во училиштата нема доволно образовни асистенти, нема логопеди. Маки мачат родителите со овие ваши закони кои што ги носите со европско знаменце. Во законот пишува дека ќе формирате централно координативно тело во рамките на Министерството за труд и социјална политика, и ако прочитате понатаму, пишува дека има и втора проценка, а има и ревизија на проценката. Тоа значи дека ќе формирате уште едно тело за втора проценка и уште едно тело за ревизија на проценката. Мене искрено не ми е јасно. Во законот го пишува ова: еднократните трошоци поврзани со изработка на софтвер, набавка на хардвер, адаптација на просторни услови и слично, како неопходни услови за воспоставување и функционирање на системот за проценка на попреченост, се предвидени и обезбедени од втората главна компонента на СИА проектот, финансиран од Светска банка. Во овој момент износите на истите се глобално презентирани, а по-прецизни проекции ќе бидат направени по финализирање на техничките спецификации, чија што изработка е во тек. Значи никаде нема колку средства ќе бидат, колку ќе понатаму, значи каде ќе отидат парите, затоа Република Македонија е во оние земји кои што ги злоупотребуваат европските пари. Во законот има уште еден член, ако да и за амандманот. Како? Да, за законот.
Ако имаме едукатори кои што ќе ги едуцираат докторите специјалисти, кои ќе бидат едукатори, тука не е јасно, ќе биделе повикани од странство. Значи, многу нејасноти има во овој закон, искрено многу работи не ни се на никој јасни. Во член 41 пишува вака: со денот на отпочнувањето со примената на овој закон, вработените во фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, кои вршат оценка на работната способност, се преземаат од Министерството. Се преземаат од Министерството за труд и социјална политика. Тоа значи дека оваа комисија ќе врши проценка, ќе преземе функцијата на комисијата за инвалидска пензија. Тоа значи ова, зошто да ги преземат вработените во Министерството за труд и социјална политика. И тоа не ми е јасно во законот. Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 1 година од денот на влегување во сила на овој закон. Значи, тука ќе има и други подзаконски акти, кои што ние не ги знаеме, не знаеме што ќе се случува понатаму. Затоа ние зборуваме дека вакви закони навистина важни за децата со попреченост не треба да се носат со европско знаменце по скратена постапка. Во член 47 пишува: овој закон влегува во сила 8-миот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе отпочне да се применува 18 месеци од денот на неговото влегување во сила, освен одредбите од третиот дел, кои ќе отпочнат да се применуваат 12 месеци од денот на неговото влегување во сила. Тоа значи дека луѓе од власта кои што треба да ги збрините, ќе си ги збрините, ќе ги едуцирате, па после 18 месеци ќе го применува законот. Затоа ние нема да го гласаме законот, затоа што има многу недоречености, многу нејасноти и многу проблеми ќе имаат родителите со вакви носење на закони по скратена постапка со европско знаменце. Благодарам.